Ете, време е за убави нешта, време е да проговориме малку за танцот, за балетот, кои што не познаваат граници, всушност и нашиот денешен гостин, кој што ви го најавив 2 пати, е човек кој што само небото му е граница, него танцот и балетот го однесоа ширум светот, но тој секогаш се враќа дома, овде во неговиот штип, во неговата Македонија. Игор Киров, добре ни дојде во утринската на Алфа. Добро утро и добро ве најдов, поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Драго ми е што си тука, драго ми е што го користиме овој период од 10 дена кога си во земјава да проговориме за она што правиш, што правеше во периодов, бидејќи повеќе од 25 години ти си иселен од нашава земја, така нели? Па 96-та. 96-та. Октомври излегов од Македонија. И еве сум се уште творам, се уште креирам, се уште патувам, секаде каде што мислам дека е добро за мојата кариера, за мене како особа да се надградувам. И секогаш задоволство да ја представувам нашата Македонија. Так, и секогаш подготвен да им дадеш можност на младите танчари да излезат од рамката. Да не се држат само до класичниот балет, туку и да го прифатат она што го носи новото време, да се охрабрат, така? Па да, секогаш модерното, современото е чекор понапред, доколку класиката секогаш е зацртана, напишана, ја знаеме во кој прави се движи, но секако младите генерации се оние кои што треба после нас да доаѓаат. Се надевам дека Македонија како земја, како култура, ќе понуди на едните генерации се уште повеќе, доаѓаат млади генерации, за кои што сум среќен, гледам дека творат, но за жал самата наша земја, како што се деси со мене и со останати луѓе од мојата професија, едноставно излегов од Македонија и тие што вредат во Македонија, еве ги знам, двајца, тројца танчери, што во класичниот, што во модерниот смер, веќе излегува од Македонија и добро се котираат на американската и на европската танцова сцена. Секоја чест, браво за храброста и за одлуката, нели? Па, секој си го, мислам дека... Сите ги живееме своите избори. Така е, значи, опцијата да живееш во Македонија, каде што де факто немаш танцова сцена, не си признат, немаш потпора од страна на институциите, на Министерството за култура, си го прави своето, не само во културата, него во секоја бранша во Македонија, секој си бара своја екзистенција, каде што ќе бидеш повеќе ценет, каде што знаеш дека својот труд вложен ќе биде награден. Да. Велат дека ако не ти даваат да светиш на твоето небо, тогаш пронајди некое друго небо. Така е. Ти не пронајде едно, пронајде многу. Каде светиш и тоа вистински светиш, секоја чест. Благодарам. Гледам по што те следам на социјалните мрежи, а ние сме пријатели веќе долги години. Само што ќе те видам дека си во Русија, ти си веќе во Австрија, потоа те гледам во Германија, па те гледам во Ташкент и каде се на некои други места. 2 дена си ретко на едно место. Како постигнуваш? Па, сеќава на песната "Штом се сака, се прави како мене вака". Така да не, кога имаш желба, кога имаш идеја, кога имаш визија што сакаш и кога те бараат, буквално секаде те почитуваат многу повеќе од дома. Тоа воопшто да не забораваме за тоа. Нормално дека со тек на времето се го изгради своето име како танчар на почетокот, сега како кореограф и во последните неколку години како професор по модерен танц, така да се трудам колку што можам, што на исток, што на запад. Важно е да луѓето го ценат тоа што го правам, да ме викаат и го препознаваат, така да тука едноставно се пронаоѓам самиот себе си и јас секогаш сум отворен за соработка, за отварање на нови хоризонти, на нови театри, градење на нови представи, едуцирање на нова публика, така да why not? Браво. Многу представи твои, многу проекти и на истокот и на западот, како што рече, од земјинава топка, ама нема во Македонија. Многу долго време јас твоја представа во Македонија, можеби од 2016 наваму не се случило ни една твоја представа. Можеби ова прашање малку непријатно, но морам да те прашам, бидејќи познато ми е чувството дека секаде во светот ќе те признаат, но некако дома тешко ќе ти го признаат. Тоа секогаш, мислам, тоа е генерално наш балкански синдром. Не само во Македонија, тоа мислам дека се дешава и во Србија, се дешава и во останатите земји во регионот, зошто не во Македонија? Види, јас тука не можам ништо да направам, значи јас сум тој кој што сум направил тоа што сум го направил, сум докажал, сум покажал кој сум ја, доколку од другата страна, поточно од националните институции или од ресорните министерства не го препознаваат мојот талент или сум за нив еден обичен ветеринар, како што ме нарекуваат,
зашто би правил било што во нашата ни земја, кога едноставно, како што реков, веќе колку 96 се најдов на друг пазар, на друг начин на размислување и комуникација, доколку постоеше еден период комуникација со националните институции, тој период заврши, представите се тргна од репертоарот, зашто не знам, не добавив. Од необјаснати причини. Секоја дирекција си води своја репертоарна политика и тука не навлегувам во тоа, но едно знам дека публиката сака да го види тоа што го правам. До сега за овие колку многу години творење и со моите представи поставување и со патување со моите представи во Рим, во Париз, во Белград, во Виена и така натаму, значи луѓето го прифаќаа и го сака. Сите мои представи тука беа полни, распродадени, патување и така натаму, така да мислам дека не ми е свеедно, но едноставно се поминувам со тоа дека научи тука да се носиш со тоа. Да, тоа што е. Тука дадов тоа што мислам дека е потребно и тука завршува целата приказна што се однесува до нивната северна, нашата Македонија. Така е. Ние патем следиме инсерти доста од многу проекти, многу тоа е моментално што гледаме хореографии. проектот Сви марш на плеско што беше работен во склоп на Балкан Денс проектот 2021 во Сараево и целата балканска турнеја. Инаку пред 10 дена само што заврши премиерата во Белград, во Народно позориште, 100 години од основањето на Белградскиот балет, каде што за моја среќа, 70 години македонски балет ме немаше, но затоа останатите компании или уметници во регионот го препознаа и ме препознаваат како уметник, па да ја добив честа на српски композитор да направам представа која што беше во склопот на 100 години од основањето на Белградскиот балет. И ми беше навистина драго што прв пат се појавив во својство на хореографија во Народно позориште, со тоа го завршив целиот тој, како ја викам, круг на регионални театри каде што имам поставено или се имаат одигране мои представи, што им беше драго. Добро помина, завршивме, малку одмор и сега тераме понатаму со нови предизвици. Секоја чест. Те погодили малку тоа кога виде дека твоето име не се најде на списокот на поканети гости на прославата од 70 години македонски балет, еве се бите нашле начин да те вклучат како еден од клучните луѓе таму на нивната прослава 100 години Белградски балет. Па ми беше драго за 100 години Белградски балет, а како што реков и претходно, веќе ми е седно дали ќе ме викнат или да ме викнат, дали јас не губам ништо. Беше ли тоа една од причините поради кои ти 96-та ја напушти земјата? Поради па тоа не, тогаш се уште бев млад и несвесен што ќе се случува понатаму. Да, така да мислам дека 96-та си го барав само мојот простор под небото. Не знаејќи, се уште бев млад и неискусен, не викаш да видам каде што се дешава. Неподготвен за многу непријатни. Но со текот на времето сватив што се дешава и каде. Ама истекна имунитет. Така нели? Кога виде колку во светот сега ми е да зависам од институциите, а никош не сум зависел од институциите во Македонија, тогаш можеби да. Али како што реков, успеав за толку време да се одржам на надвор, така да сега ми е доколку се деси нешто во Македонија е добредојдено, доколку не да сме живи и здрави. Апсолутно. 27 години надвор од македонската сцена присутен континуирано, но сепак верувам и знам дека следи што се случува. Каде, како ја цениш македонскава балетска, танцова сцена? Па види, прво ние немаме танцова сцена, за жал. Можеби некои од моите колеги мислат дека има танцова сцена. Нема танцова сцена, затоа што прво не постојат институции сплотни меѓусебно да се држат и да се изборат за таа танцова сцена. Стварите се поделени во неколку етапи, неколку институции кои што меѓусебно се обвинуваат, па се поддржуваат и така натаму, така да современа танцова сцена не постои, а останатата танцова сцена е диктира националната институција, нели како што нарекуваат Национална опера и балет, кој што за жал или за среќа таму е каде што е, а со огромните потреби за реформи во Законот за култура кои што мора да се имплементираат, затоа што моментално културата ни е или танцот е на некој ниво, не знам ни каде е, а со доживотни договори, со
повеќе тезги отколку представи, издавање на и така, ајде се да навлекувам во тоа не само мислам тоа треба многу други луѓе да се брижат за тоа, така да за мене не постои танцова сцена, можеби доколку некои работи се променат, доколку се направи реформи и се знае точната идеја каде се води танцовата сцена, па ако само да видим министерството што мислам од министерството што се дадени пари. Сека година иста прича. Така, сметаш ли дека известна стагнација имаме во нашата танцова сцена модерна и поради отсуството на некои луѓе како Гордана Дејан Поп Христов, која веќе долго време не е тука, живее на Еквадора, беше една која воведе едни големи пикови, направи едни пикови, направи едни поместувања од една мртва точка со Ребис. Точно го направи тоа како кореограф. Тука има други кореографи кои што во тоа време направија, но не беа поддржани од страна, пак ќе кажем, од страна на министерството. Значи Гордана беше поддржана, но го направи тоа на почетокот и толку. После тоа стагнираше, стоеше во место затоа што едноставно општеството не дозволува доколку не припаѓаш на одредена сфера на луѓе да продолжиш понатаму со тоа што го замислуваш. И тука се вртиш во круг. Затоа луѓето излегуваат не само во културата, секаде. Мислам тоа е факт. Трет пат го споменуваме за жал министерството, а со тоа и со други зборови ја споменуваме политиката која не може едноставно. Неспособни луѓе се во министерството. Луѓе конкретно не може да бидеш English teacher, министерка за култура. Тоа е на факт. Мислам, тоа е Како е во Хрватска каде живееш? Ти живееш во Сплит, имаш и 5 годишен мандат како директор, едно огромно искуство за човек како ти кој никогаш не се плашел да превзема големи чекори, предизвици, да влегува во нови сфери и верувам дека и од тоа нешто многу научи. Тоа ми беше едно животно искуство, 5 години водев национална институција во Хрватска, кој што во Хрватско народно казалиште во Сплит, кој што на пример што успеавме да наједноставната ствар е во Министерството за култура да ставиме советник за танц, кој што мора секој министер да го има, затоа што не може да министер да ги знае сите ствари. Таа проблематика мораш да ја познаваш, да си во значи мора да си упетен во тоа што е. Така да успеавме барем во мој време да го направиме тоа и ние да мрднеме напред. Министерство како директор успеавме да го прогураме законот за култура или законот за танц, каде што се знае одредени реформи кои што беа потребни затоа што се пак Хрватска Европска унија. Начинот на кој што креативно се бавив со мојата ствар, како кореограф и администратор, значи да бидеш директор и да бидеш кореограф во исто време како едно искуство кое што навистина беше доста добро, мислам го примив на еден добар начин и ми значеше многу за евентуално понатаму да доколку се отвори некои други можности за друга компанија да го пренесам со уште поголеми чекови. Така, ти не достига ли Штип повеќе во Сплит или можеби најде начин како да ја лекуваш носталгијата? Не, Штип си е Штип, Штип секојаш ќе се остане Штип. Де факто, како сега, после короната, малку повеќе сум in and out од Македонија, така да се трудам колку што можам. 2021 поминав 2 месеци после толку време кога правев представата во Штипскиот театар, првата македонска кореодрама, едип коментари, така да ми беше некако, окей, значи, и после толку време излезам во Штип, некои работи никош не се помрднуваат од место каде што сум роден. Така е. Не многу често, но секогаш кога имам твои колеги, кореографи или танчери како гости во нашите утрински дружби, го коментираме дефицитот на машки танчери воопшто во светот. Каква е ситуацијата моментално? Па во светот не е. Не? Не. Мислам, за разлика од женските, тачно е во полен број, но со тек на времето како се отвори, како се дигитално луѓето сваќаат, сознаваат и сватија дека од ова професија се живее нормално, така да и одлично може да се заработува, да. Да, зависи каде како. На балконот не. На балконот можеш да живееш пристојно, но на запад ти можеш да живееш еден нормален живот каде што едноставно можеш да си ги построиш сите ствари кои што треба. Мислам дека не е толку дефицитарен колку што беше во моје време или во времето пред мене, но младите генерации се отворени, сакаат да учат, да научат нешто ново, така да можам да кажам дека додека бев директор, потребата или луѓето што аплицираа беше на едно толку големо ниво да не беше као, обично се повеќе жени аплицираат, но во случајот како времето, како се отвараме према светот кој што живееме, не, сега е буквално се во Македонија да, али на запад не.
Да, за жал ние многу не доцниме години, Нашиот менталитет малку е размислуван на еден друг начин и еве ќе тргнеме од јас кога бев млад, уште во тоа време да бидеш танчер. Тоа беше чудно, крајно чудно сега беше, да. Стварите се отворени повеќе, но сепак кога ќе навлеземе во помалите средини во Македонија, се уште луѓето не се едуцирани, не знаат. Да. Место националните институции да го направат тоа и почесто да гостуваат, затоа што за среќа имаме тоа дека секој поголем град има, дали ќе е дом на култура, дали ќе има театар, дали ќе има дом на млади, Штип, град со 40.000 луѓе, имаме 4 сцени. Да. Значи домот на културата е 800 луѓе внатре, сцена огромна, има дом на млади и во домот на пионерскиот дом има се уште сцена, така да само треба некој да има концепција како што додека работи во Холандија, министерството ги ангажираше танцовите компании да мора во секое место да едуцираат својата публика. Али за жал кај нас тоа е се уште не развин. Се дешаваат мали ствари, но сепак тоа треба да стави на една редовна линија да почне да се едуцираат луѓето. Така е. 10 дена рековме остануваш во земјава, потоа се враќаш повторно назад и те очекува уште една премиера, кажи ми нешто повеќе. Вака, здравје Боже, на 5 август треба да се одржи премиерата во Русија, во Москва, во Болшој театарот, конечно ќе биде директно пренесено на канал Култура на руската телевизија, што ми е многу драго. Потоа заминував за Арменија, каде што таму некаде почеток септември треба да се одржи новата премиера во националната институција. Октомври ми е закажан за предавам на Академијата за модерни танци во Љубљана месец дена. Од таму се префрлувам доколку биде се окей во поканет сум кој член на жири на еден надправа во Белорусија. Декември ми е слободен, од јануари се враќам во Ташкент, па потоа продолжува новата премиера во март или април, не знам точно, во Белград со Балкан Денс проектот. И така натаму да има. Секоја чест менува ми звучи толку многу сериозно. Има ли Игор менаџер или сам ги менаџира сите овие? Па, како што реков, мислам дека за ово време доволно добро се изборив сам да си ги средувам работите, ги знам, луѓето ми викаат, луѓето ги препознаваат квалитетот, така да ето. Начинот на кој работиш. Колку јазици зборува Игор? Многу. Па добро, македонски. Руски верувам. Не, тоа не. Германски, затоа што не живеев таму, имам и нивно државјанство, српско-хрватски или хрватски, ајде како да го наречеме, француски и тоа е тоа, колку 5 јазик се заедно. Браво. Се гледаш и понатаму себе си со точка на одредиште во Сплит или? Па не, мислам, јас работам секогаш каде што ќе имам потреба да работам, така да Сплит моментално го заврши тоа што треба да го постигнам, тоа што требаше да го постигнам. Го затворив тој чептер на моето екзистирање во Сплит. Сплит е прекрасно место да се живее, но еве како што реков, сега сум секаде наоколу, што понатаму тоа ни самиот не знам, мислам дека никој од нас не зна, секој од нас мисли, сака, се твори, се пронаоѓа самиот себе си да можеби најде некоја друга екзистенција, но мислам дека е послободен сум кога сум вака, отколку да имам одговорност, затоа што сека одговорност, пример, си обара си има своји плюсови и минуси, моментално, како што реков претходно, тај период на корона и затвореност дома, сега е супер да сме година, веќе втора година како се е отворено, се движиме, луѓето не препознаваат, не викаат размена на коreografии, танчери, така да сега сум I'm fine how I am. Браво, секоја чест. Многу ме израдува што денеска ни беше гостин, ти се восхитувам на сите твои подвизи, на целата енергија која ја шириш и ти посакувам танцот уште многу долги години да те носи секаде во светот каде го почитуваат она што го работиш и секогаш кога ќе имаме прилика, добре дојден си во нашата емисија. Благодарам на поканата и се надевам дека наскоро со некој моја представа ќе успееме да разговараме тука. Верувам и посакувам да биде така. Фала на поканата и уште еднаш поздрав до сите гледачи на телевизија. Ти благодарам многу.